Денес дојдовме да ја посетиме Скопската зоолошка градина, место каде што уживаат децата, но и возрастните. Скопската зоолошка градина е една од најголемите и најстарите зоолошки градини на Балканот и функционира речиси 100 години. Па ајде да слушнеме што е она што го нуди ова прекрасно катче во нашиот главен град за љубопитните посетители кои што доаѓаат не само од сите страни на нашава земја, туку и од подалеку. Воја здраво! Здраво, добре ни дојдовте и во право си Ирена, веројатно со сите подеми и падови на градот, со земјотреси, со војни, со поплави, со сите можеби актуелни незгоди и згоди кои што ни се случуваат, но веројатно кога работите или кога имате зоолошка градина, вие треба да го славите животот. А кога го имате животот, го имате и она другото, но во секој случај веројатно наша задача треба да биде да ги подсетуваме луѓето за целата збирка на животински свет кој што постои на планетата, но и да пробаме да создадеме малку повеќе емпатија колку што е можно кон природата воопшто. Иако зоолошката градина функционира во услови кои што се далеку од идеални, зборувам за финансиски услови кои што се потребни и неопходни за да се одржуваат живеалиштата и животните, сепак како тим успевате да изнајдете начин да се изборите со сите овие предизвици и секојдневно да пречекате многу гости и многу посетители. Најпосетена зоолошката градина е секако за време на викендите. Да, тоа си останува секогаш така и кога веројатно Станко Караман во 1926 решил на ова тло во оваа Скопска котлина да отвори зоолошка градина, веројатно и тој се соочувал со мал милион предизвици и ситуации и состојби, но верувам дека и ние ќе излеземе од состојбата во која што се наоѓаме, но пак ќе речем, дури Дарвин рекол, не успел да преживее тој што е најсилен, успел да преживее оној кој што веројатно се адаптирал на новото време, така и ние некако полека ја наоѓаме својата патека на реката и веројатно ќе ги поминеме сите оние предизвици кои што мора да признаеме дека во последниве години како градината се соочува. Пак ќе речам, 100 години постоење, треба да сме горди на тоа. Имаме една од најстарите градини на Балканов, имаме институција, една од најстарите воопшти институции кои што без престан функционираат сите овие скоро 100 години, пак ќе речем до година веројатно ќе треба да славиме тоа, но и едно подсетување да си направиме дека сепак зоолошката може би во некој близок период се надеваме дека ќе мора да фати еден нов правец, една еволуција на градината, која всушност е неминовна, ако само си замислиме дека пред 70 на години во Белгија постоел дел во градината кој што се нарекувал Human Zoo, па постоели делови во градините каде се чувале дури и деца. Мораме да признаеме дека дел од тие работи се невозможни денес да се прифатат. Ако нашето детство беше поврзано со оние буквално бетонски витрини, каде вие ќе видите лав, тигар, сега го видов јагуарот, ајде да си одиме, нели? Модерната зоолошка апсолутно треба да биде против тоа, против забавата поврзана со животни. Нашата цел или модерната зоолошка треба да пред се првично да го има едукативниот аспект на постоењето, секако заштитата или conservation, ние немаме име за тоа, но се стремиме или се трудиме колку што можеме да или да се вклучиме во одредени програми каде ќе може воидно да помагаме, но и на нашите локални автохтони видови, како пак ќе речам, би го оправдале постоењето во 21 век. За време на работната недела, односно работните денови, како што забележуваме, посетеност има, е раздвижено, но сепак е релативно поспокојно, што е сосема поразлична слика за време на викендите, кога илјадници посетители доаѓаат во зоолошката градина. Имате ли бројка колку луѓе поминуваат дневно за време на викенд? Да, тоа е навистина се уште еден, можем да речем и малку поголем проблем, заради тоа што бројката на посетители не сум сигурен колку може да добијат квалитетна услуга или да уживаат во тоа. Од друга страна, нели, животните, ако ги спомнеме, тие се родени овде, најголем дел, и оние кои што не се родени тука, се родени во друга зоолошка, па начинот на функционирање им е повеќе од јасен. И тоа се сепак урбани животни кои што се родени
интегрирани во една ваква средина и пак ќе речам адаптирани до некаде на ваквото функционирање, но од друга страна пак мора да спомнеме дека сепак градината се уште може да ја посетат и да ја видат за само 80 денари, кое што е навистина една ниска или да речем достапна, но и стварно ниска цена за карта. Сепак не сме ликвидни или не можеме да ги покриеме сите трошоци кои што една градина од ваков карактер ги има. Сепак храната која што ја набавуваме храна со идентичен квалитет и цена како храната човечка, како нашата. Замислете дека целиот овој базен оди еден спрат под земја, се филтрира, па се враќа. Само пингвините јадат свежа морска риба помеѓу 6-8 килограми секој ден. Морските лавови јадат и до 20, зависи од периодот во годината, помеѓу 17-20 килограми морска риба. Целата институција е како еден мал град. Ние имаме 13 хектари со најнеобични живеалишта. Само замислете си дека кога вие дома живеете во вашиот стамбен простор, верувам дека ако не повеќе на 2-3 години веројатно ќе искречите, на неколку години можеби ќе посакате и кујната да ја промените. Сега замислете дека нели тие животни тука живеат, тие спијат, тие ги поминуваат буквално сите минути од еден живот, така што нормална е и амортизацијата, нормално и да од време на време имаме потреба од дополнителни финансиски приливи или поголеми заради тоа што пак ќе речем сепак со ваква ниска карта, каква што во моментов ни е наложена да ја имаме, мислам дека нема да можеме да направиме поголеми веројатно капитални инвестиции овде во градината. Каква е културата на посетителите во на што треба да внимаваме кога сме гости во зоолошката градина? Пак ќе го поврзам и она со бројката, веројатно капацитетот наш не е за да примиме и до 10.000 луѓе за еден викенд, за еден ден. Сепак се случува по 7-8 илјади луѓе да имате дневно за викенд. Да, во просек секако повеќе од 5, зависно од викендот, зависно од сезоната, но сме имали и викенди каде имаме илјадници луѓе. Мислам со тој капацитет, веројатно кога правите концерт на стадион, веројатно ќе треба да дојдат сите служби на градот плюс обезбедување. Ние верувате дека за викенди сме истите луѓе, истите вработени, но со преполовен карактер, бидејќи едниот викенд е едната група одмара, па другиот викенд е друга. И токму затоа посетителите може да помогнат нели со еден пристоен однос кон животните, како што налага секоја зоолошка градина во светот. Така, апсолутно. Останати се старите навики на хранење на животните, кое што е особено штетно за дел од животните. Можеби не треба да кажам дека е дел, но да, за одредени животни нема некоја голема штета да направи, но фрлањето на чипсови, смоки, чоколади, особено кај приматите, кај мајмуните е навистина штетно. Само имајте предвид дека и тие страдаат од истите проблеми како и ние. На прво место еве диабетес, ќе го кажам, како проблем, каде вие ако претирате со, па дури со банани и со овошје кај мајмуните, тие немаат каде да го потрошат тој шеќер што во природата и не би го внеле во толкава количина. Тоа често знаеме да го контролираме во однос на исхраната со фактот дека храната во модерна зоолошка не сме да се принесе туку така, бидејќи сепак дел од животните им се здосадува, дури и тоа во природата не е така, нели? Не е секој ден велик ден, немаме трпеза богата за да го славиме денот, така што дел од животните дури имаат и потреба да бараат. Ние тоа го нарекуваме enrichment, каде самата храна се принесува со криење, со прикривање на истата во живеалиштето, се со идеја да до некаде разбудиме некој природен инстинкт на животното, а тоа е да истражува. Иако просторот му е лимитиран и сепак му е ограничен, да му дадеме некаква активност на умот да тој се движи. И секако физичка активност, за да не биде дека ќе седне и само ќе си ја конзумира храната. Некогаш и оние медицински тренинзи кои што ги правиме, да речеме, со морските лавови, ќе ги видите и кај пингвините за викенди особено, гледаме да ги мотивираме луѓето, иако некогаш знаат да речат, тука е сега шоуто со морските лавови, нели ги хранат, иако некогаш тоа може би асоцира како некаков циркуски настап, далеку сме дека сакаме такво нешто да направиме. Идејата на тие тренинзи се всушност медицински тренинзи, така ги нарекуваме, каде го тераме животното да соработува со нас, без оглед дали е со заштита или без, значи дали преку решетка го правиме, како кај лавовите сигурно не влагаме за да ги чешламе, ама кај дел од животните, како кај некој, можеме и да влеземе и да го натераме животното да направи нешто што утре, нели за не дај Боже, ќе ни биде од
полза да можеме некако ветеринарно да му помогнеме. Се наоѓаме кај пингвините и има еден раритет кој што е поврзан со пингвините и нивното раѓање со кој што нашата зоолошка градина може и треба да се пофали. Да, во секој случај имавме и плюс и минус. Нашата група ни пристигна од Русија и од Италија. Многу чест проблем кога се зоолошките, особено во Европа, во прашање, многу чест проблем по некои зоолошки низ Европа е маларијата, која за жал преку комарците и не може многу да ја контролираме. Во последните години постојат и вируси кои што се особено штетни за птици, нели, познати како авиинфлуенци кои што ги напаѓаат, а комарците пак дополнително за тоа многу ни штетат. Ама пак ќе кажам, горди сме што ние во овие години направивме секоја година да имаме бебиња, иако изгубивме неколку, изгубивме заради аспергилоза, тоа е една габа која што ги напаѓа, е многу честа, пак ќе речем, во зоолошки градини, а не е нешто што можеме туку така лесно да го контролираме или превенираме, иако правиме и како фокус на тоа да воведеме некои алтернативи во негата како би го превенирале истото. Па затоа тука ќе видите околу пингвините посадено многу лаванда, имаме многу пеперминт или нане, имаме лемонграс, сите оние билки кои што би требало да ги избркаат комарците за да не ни го направат овој проблем. И добра околност е што живелиштето ни е малку подигнато од земја, не е во дупка, па циркулирањето на воздухот, што е исто така многу важно, ни е на добро ниво. И пак ќе речам лавандата, која што им е совршено гнездо на пингвините за да може да си ги имаат своите малечки. Пак ќе кажам, горди сме што во последниве години ни ја дуплиравме секако групата на пингвини, заради тоа што тоа е една од покомплицираните или тешките животни за да вие им овозможите дом налик на оној природниот, за да ги мотивирате дотолку да ти остават и потомство. Пак ќе речам, треба да ни е гордо што Хамболт пингвини веќе втора, трета година се размножуваат во Скопска зоолошка. Војо, благодарам за разговорот, за исцрпните информации и се надевам дека сите што денес не гледаат ќе добијат желба прв слободен момент да дојдат во зоолошката и да уживаат во овој убав амбиент и во допирот со природата и животните. Бидете внимателна публика, јас тоа стално им го велам на луѓето, пробајте да ги натерате децата да размислуваат малку повеќе со емпатија, нели, да влеземе од другата страна на живеелиштето и да разбереме како му е на животното. Знам на деца да им речам, тебе некој на детска соба да ти дојде и да ти тропа цело време на прозор, нели, за да пробува да изнуди некаква реакција од тебе, не би ти било пријатно. Така да, уште еднаш ви благодарам за одвоеното време и за убавите реченици или муабет што ги споделивме.